Значи, прво мора да одиме со ред на одлуките. Ние утре имаме седница на влада, правните советници и правниот тим на владата предлагаат решението со кое што владата пренесува право на времено раководење на премиерот со Министерството за финансии до поставување на нов министер за финансии. Секако тука го закружуваме целиот правно формален процес на пренесени овластувања, земени овластувања, подписи на сметки се. Тоа е многу важно заради тоа што така го обезбедуваме функционирањето финансиско на целиот систем на држава. Секако заменикот прв го заменува министрот и заменичката ќе биде личноста со која што директно треба да комуницирате, каде што пренесуваме целосна доверба, таа ги знае системите и слично. Мојата намера е да ги носам крупните одлуки кои што бенефит ќе видат граѓаните. Тука е влезот во тој дел. Секако самите раководители на секторите и на единиците си носат своји одлуки, тие се независни органи како имотно-правна служба, управа за јавни приходи, царините и сите други институции кои што се под финансии, па дури и самите сектори кои што се во самото Министерство за финансии. Имам намера да ја делегирам надлежноста, луѓето да носат одлуки, а при тоа да ги носиме крупните големи значајни одлуки од кои што бенефит ќе видат граѓаните. Така да, ребалансот на буџетот, веројатно од кој ќе ја одржам првите состаноци, ќе направам првите анализи. Јас сум како премиер информиран и од досегашниот министер Тевдовски за сите потреби. Секако ќе следува ребаланс на буџет. Ќе определиме рокот кога точно тоа ќе биде, заради тоа што постои постапка на разговори со сите ресори или сите буџетски корисници. Штом ќе ја заокружиме целата таа постапка, веднаш тоа ќе го обелодениме, за да видиме прво преку заокружување на ваквата постапка кога и каде точно се потребни промени во буџетските ставки. Знам одредени буџетски ставки кои што мора да ги промениме. Најголем дел е заради максимализација на капиталните инвестиции. Еве првата стрекна околност е гасификацијата, ќе недостасуваат пари. Фала Богу, значи 1,5 милиарда имаме предвидено во гасификација. Ако не проектираме дополнителни средства, некаде од октомври до декември ќе останеме без пари за реализација на гасификацијата. А сакам, важен проект, еден од најважните во државата. Ако продолжи максимализацијата на реализацијата на железниците, но и на патиштата, ние сме тука да ги следиме сите овие аспекти. Секако еден дел ќе претрпат промени од самите фискални импликации кои што ќе ги донесеме, како што е повратокот на ДДВ, како голем проект кој што стартуваше од 1 јули, но и другите мерки кои што ги најавивме дека ќе имат своји финансиски импликации како бенефит за граѓаните. Така да се уфатната анализа ќе ја направиме и верувам дека некаде ќе бидеме подготвени околу средината на јули да соопштиме точни датуми за ребаланс на буџет и за буџетската процедура секако која што веќе се случува за 2020 година за буџет.